Ваше Преосвещенство, епископе Дремлицки господин Давид, ни направихте голема чест што денеска на овој празник на Свети Пантелеймон и светите седомчисленици, кога во овој град правиме литија со светите мощи на Свети Климент Охридскиот чудотворец, дојдовте да учествувате во ова големо славие на градот Крушево и да бидете со нас да ја поделите таа радост. Зашто се дели радоста е многу поголем, отколку да се дели жалоста. Затоа што жалоста некако принудно сите не прави да бидеме жалостни. Ама да бидеш радосен со нешто те радува, значи дека си нелицемерен. Значи дека се радуваш со радоста негова и ја доживуваш радоста како своја радост. Да бидете секогаш благословени од Господа, што ни доаѓате на вака големи празници и ја споделуваме радоста со вас, а вие со нас. На моштите на Свети Климент подолго време се во овој град, меѓутоа не баш многу долго време се прави литија со светите мошти. Вие денеска ќе учествувате на таа литија, ќе предводите литијата која почнува на вечерната богослужба, после вечерната богослужба денеска и ќе му дадете благослов на овој град, кој толку е жеден за благослов, не затоа што можеби овој народ нема благослов, туку затоа што е свесен дека секој благослов дополнително ја надградува неговата иднина. Затоа е многу важно што сте денес меѓу нас и да даде Господ почесто да бидете меѓу верните во овој град, кои ви изразуваат голема почит и сакаат често да бидете со нив. Да се здрави и живи и уште еднаш ви благодариме за се. Ваше високо преосвештенство, со Божја помош можам да отидам таму. Ваше високо преосвештенство, со Божја помош во периодот на постот богородичен кој што ни предстои, ќе го празнуваме големиот празник на преображението на нашиот Господ и Спасител Иисус Христос. А Божјата милост не удостои утрово да ни осамне токму во манастирот, познатиот и прекрасен манастир на Преображението Господово, и на сите ви е познато дека постои една посебна атмосфера, една таворска благодат на тоа свето место. И навистина умствено не воздигнува во евангелскиот настан на Преображението Христово, кога светите апостоли, гледајќи го Христа таков како што во суштина секогаш беше, затоа што светиот Григори Палама вели дека Христос не се преобрази на табор таков како што некогаш не бил, туку им ги преобрази очите на апостолите да го видат таков како што действително е. Гледајќи го, значи, преобразениот Христос, апостолите посакаа да останат со него за секогаш на табор.
Но што се случува? Христос не им ја исполнува таа желба на апостолите, туку слегува долу и го исцелува болното момче. Зошто го прави тоа? Зошто не остана секогаш во таа таворска атмосфера на врвот од планината Тавор? Затоа што Христос не сака Тавор да биде само на едно место. Не сака да биде на врвот на планината, туку слегува долу и сака Тавор да го спушти во една поетска, метафорична смисла на изразот, да го спушти и долу, да го распространи, значи, за сите луѓе и низ целиот свет. И действително, еве, јас гледам дека, доаѓајќи тука, истата таворска атмосфера која што ја живеевме утрово во манастирот Преображение, ја живееме и тука во градот Крушево. Ема да должам, само сакам да ви се заблагодарам уште еднаш на поканата, на тоа што вашето присуство, присуството на вашите свештеници, прекрасната певница која што секогаш навистина прави секој празник да биде обележан со посебно црковно благолепие од прекрасното пеење и прекрасните личности од вашата епархија, ваше високо преосвештенство, навистина мене ме прават да се чувствувам тука како да сум на гората Тавор. Таа благодат нека не следи, нека се накалемуваме на таа божествена благодат во сите денови од нашиот живот и да даде Господ во оваа таворско расположение и радост, како што сме собрани денес сите заедно и во Царството Небесно и во вековите на вековите да биде така. За многу години и уште еднаш срдечно благодарам за поканата.